драги наши, да го поздравиме нашиот омилен Сашко Коцев. Стварно јас гледам колку ме сакате и колку ми е тоа убаво. И стварно, а не имам нешто попаметно да кажам, вака. И сега вака колку се мачам да го срочам, да ви го представам, да го кажам, и кога ќе дое Ранко, ќе ги намести картите и ќе ја стави, например, Маријана у прв ред со ногите овакво, и тоа ти е... А не го... Кај е Маријана, здраво? Ама не може вака... О, јас седам од позади и гледам бендот вака свири. Не фалшираат, не, ама... Демек диригентот они... Само малце. Па ја го видов Мучо, гледа колку му излижан басот, види го. Само на Стинг му е поизлижан од тебе. А нов земал. За Маријана се дотера, така. Да. Не се гледа у кадар, овака свири и Мучо. Вистинска и ретка можност да имаме ваков ревијален оркестар на Златна бубамара на популарност. А? И тоа ни помалку ни повеќе по диригентската палка на Дијана Илковска и Мери, маестра Дијана Илковска и Мери, само да видам каде, негде само не знам каде. Ке дојде, тука е. А, тука сте вие. Ево, мадам. Un аплауз за вас. Ке мора малку да ме почекате вака од страна. Поверете. Да, иначе и Мери, фамилија и Мери се тука, сите се тука. Не, маестро Дино и Мери. Знам, Дамир и Мери, него да видам. Мислев под младокот дошол. Дамир и Мери, господјата Будимка и Мери тука е. Сите се тука, сите и Мери. Ваков непотизам немам видено на Бонара. Сите и Мери се тука. Значи, Сале, тромбон, овој оркестар да го поздравиме. Кире, другите извинете што не ги знам. Мучо да го поздравиме. Ставре Бубањ, Пепиренџо, Дамир и Мери, Ана и Сара, нашите пратички вокали. Извинете, не ги запамтив сите по име дека. Овој оркестар овдека, еве јас сум до 2006 година на Златна бубамара, мене ме гледа само од тил. Не може да ме гледа више. Нека дури ми се иде еден стендап вака да направам за нив. Еве вас ми се поклонувам. А Маријана, молим те, кај? Дај бе, нека се смени со некој позади, нека седне. Ирина Спировска, не, типа никако напред, не. Наум Петрески, оди седи бе, момче, оди бе седни напред. Оди седни напред. Иđe, кај иđe, оди, ај со Маријана смени. Бар седни до Маријана, малце да разбиваш. Да викам, иđe ли е? Джијан ли е? И види ги исти, вече. Исти. Иđe, он вака диригира. Дали сме добро? Сите рекоа, бубамара многу трае. И многу ме нервира. Посебно женско, кога ќе каже, многу трае буба. Викам, многу ми е чудно женско да се жали дека нешто многу трае, знаеш. Обично е, толку ли бе? Али сега, бубамара ќе трае саат време. Само ја. Па нели?
Ама не, па нели да се врати Коцев, да се врати. И што ќе добиете вие со тоа? А вака како ги распоредувам, сега ми текна, ги распоредувам луѓето као на овие у пасошка што ги распоредуваат, кој преку влез, кој преку ова, кој преку врски, да. Овде, само на сцена, е гужва као пасошко пролече. Ова полициска станица. Но, многу ми интересува која крсти пролече. Пасошка станица, не како се вика тоа, полициска станица пролече. И нашите новинари не знаат сите српски да зборат како некои, нели? Па ја викаат пролеке. Денеска во нашата емисија гостуваше господин Злата Вовамара, господин Ранко Петровик. Гостин беше и нашиот министер Мари Кики. Тие што се со дупли, тие им се најзезнати. Режисерот Срген Јаникиевик. Самоубиство. И за тоа се ја прекрстија Пролет. Многу ми е интересно, полициска станица. Само у Македонија, извинете. Леле, уста гомна да ми едев. У нашата држава ми си иде да дзирнам од нотите малце. Не да видам дали од С ќе ја фатат следната. Само во нашата држава може полициска станица да се вика као градинка нешто. По Скопје, извинете. Пролеке. А после го однесува во истражниот затвор. Па и сите да ги крстиме. Во истражниот затвор, кој што се вика Коштичка со мед. А потоа ја издржуваше својата казна во распупени цветови во Идризово. Зашто се вика Пролеке? Не е важно тоа. Тоа уопште не е важно. Не, тоа нема врска. Нема везе што зборам, нема везе. Сум веначекот, тука сте платиле карта, сега идеме дај. Идеме дај, држте се. Слушај. Маријана, жив ти све и мене ме деконцентрираш. И Андријана Јаневска, покри себе, жив ти се. Сврти ја камерата да видиш дали не сум управо. Не, он дека жена ми требаше не за упрв ред да ставам. Оди бе наум, оди бе, сметете се, ајде сокатите. И многу трае Бубамара. Стварно многу трае. Наум се избричи у 7. Он треба да настапи во 11:30. Знаеш какава брада има у 11. Ова го имам кажано, не е ни битно, нема везе што зборам. Нема врска што. Оди, додека не ти подрастала брадата, седни до Джиан Емин седни тука. Оди сменете се. Не, стварно не разбирам. Дистракшн ми прават у прв ред. А Тамара, добро што се закопча, па иќ, па немаше да продолжам да ти кажам. Нема врска. Нема врска, неа жена ме дека видов каде е готово. Може сега да си одам одма дом. Што ви зборев? Слуша, зашто ви зборев? Овде е гужва како пред пролеке. И таму кога ќе пове, и гледа, нема пасоши. И стварно нема пасоши. Како се доведовме до тука да нема пасоши? И после излезе човек на телевизија и вика, не е тачно дека нема пасоши. Епа, нема образци. Па така кажи, бе, дека нема. Па така кажи дека образци нема, бе. Да, бе, да. Демек излезе тоа од пасошка. Кои се без образци, нека влезат. Па тие без образци. Без образци. У Македонија никој нема, сите се без образци. Тие први извадија пасоши, тие без образците. Тие први извадија. Не е важно, ни тоа не е важно. Мене ми е најмажно дека излезе човекот и рече, ние кажавме. Што? 2020 кажавме дека 2024 ќе завршат пасошите и ќе треба да ги смените. Идеме, народот е крив. Чекай малце. За кој народ збориш ти? Ти со јапанци ли си имаш работа, бе, дечко? Ти не го познаваш овој народ, бе?
Па вој народ на забар иде, кога ќе црви, кога ќе му излезат. Не па пасош да... Та си нормален ти со кој народ си имаш работа? Ба со кој народ разговараш, бе? Нема пасош. И чекај се, ова што нема пасоши, кој изгуби најмногу? Сите ќе кажат, власта, позицијата. А што они поиже може да изгубат? Не тоа. Изгуби најмногу Грција. Зашто? Па летоска нема пасоши у Певкохори. Кој ќе се сунча? Кој ќе го сунча кокошката, бе? У Певкохори. А кој доби најмногу со тоа што нема пасоши? Се викат опозицијата. Која е опозиција? Доби Србија највише. Србите вака ќе се шират на 4 лежалки. Вака. Ќе се пие пиво. Врска нема. И таму сироти луѓе, и тие што работат, и тие што вадат пасоши, сироти луѓе гужва пред пролеќе. Извини. Пред пролеќе гужва, него ги гледам млади луѓе, ги гледам пензионери. И овие барат, ти бе пензионер, ти што бараш, бе, да. Остај младите луѓе да извадат пасош, да се исели, да отиде, да не гледа овдека кај сме кираџи у собствената држава, да не гледа овие црнила, бе. Ти зашто си? Он пензионер дошол овдека да вади пасош, бе. Кај кидеш ти, бре, пензионер? Седи, бе, пензионер, бе, ти зашто ти... Бе, оди пипка и леп таму у маркет, бе, не се... И никад не разбрав, кога пипкаат леб, мекото го бара или тврдото? Најверојатно е у зависност од зубите, знаеш, што зуби има стаено. Он со вилицата си пробува, бе. Нема врска, не сум против тоа, него зашто ти седи, бе, тамо, бе. Ама не, ба, пензионерите се, они се за личните карти отишле таму. Па зашто ке ти е па тебе лична карта, бе? Деме ке се степа у диско на шанк за женска и дојде полиција го легитимира и нема лична карта. Ајде, ке идеме у коштичката со мет и у распупени граѓани. Седи, бе, одмарај, бе, што ти е, бе? Па ги гледам таму поставени пред полициска станица, па викам, па кој му закаже, бе, па како закаже на тој телефонот, кој му се јави? Цело време звониш, ве молиме, почекајте. И он закажа. Кога, бе, закажа? Он си почекува. Тие се тие што исто сврти да видиш на утринска програма на Канал 5, да видиш дали ќе добиеш. Тоа е истиот доби за пасош на телефон. Не добива упорен, не како беше, не добива убав, добива упорен. И он си доби таму, тоа па музика се... Ве, молиме, почекајте. Викам, зашто не направат караоке, бе? За караоке притиснете 2. Ако ја испееш убаво песната, добијаш пасош без проблем. Ако немате столче, притиснете 3. Па да си има и столче да си седне он, бе, како пензионер. Стварно, тој не разбира. Јас знаете ли како извадив пасош? Си да каже, со врски. Не. Ја пасош извадив само да прашам нешто. Античка метода. Староантичка метода, само да прашам нешто сам. Пошто само се сите ко зомби, Ајде ти се дет, јас сум наред. Никој не се бури за ништо. Ја викам, само да прашам нешто, цак. И јас само, и они викаат, се подразбудија, и ја вака само дзирнав, и толку. И они викаат, браво, ладно му е, само праша нешто. А знаеш што направив? Па тој што слика внутре. Он слика
Тој што му е закажан. И ја како му се појавувам од врата, доволно му е само да дзирнам со главата и сам чик. Како доби пасош? Со дзе. Само од вратата само. Деки, некој деки тамо што работи. Тој ти врши работа. Деки, ама јас 7-8 ги дам. Деки, да може да бира, не сакам ја било каква слика, бе. За 6000 денари, за брза постапка, сакам фотограф да ме слика. А не деки од МВР да ме слика. Било кој ќе ме слика туку така. Фотограф да ме слика. Деки, само од вратата само. Деки, и више сум усликан. Па стварно, и демек морало. Не, прво ова, брза постапка. И што е брза постапка, бе? Брза постапка, демек, брза постапка. Ја ти давам 6500 денари, ти ми даваш пасош, јас си одам дома. А не 6600 денари, дојди, ќе се видиме, ќе те барам, угужва сум, 7 дена, ова. Тоа е, значи, брза постапка е фаст, како се вика постапка? Сега на англиски тука да не се правам нешто. Чекам, Маријана ме снима. Брза постапка, тоа е исто како да идеш на фаст фуд. За сендвич, здраво, еден хамбургер. И он ти го дава одма хамбургерот. Па не е така. Зашто? Му даваш пари, он го зима и вика, хамбургерот, ке ти кажам, треба да го однесам да го подпише еден ондека и да се врати. Значи, тоа не е брза постапка. И ме нервира по брза постапка. Ја платив за брза постапка. И излезе тој и ги носи моите слики каде? 6 печати. Треба да се, нели, печати треба да удари. И вака ги носи. Мрдни маце, бе. Абе, вајда по брза постапка ги зима сликите. Брзо, на глум место да му ги подпишеме на брза постапка му, ајде. Абе, ги пишем, ајде. За мене тоа е 6600 денари. И ме нервира, зашто мора сите да се сликаат еден по еден? Зашто? Абе, дојде овдека у гужвата, сликни ги, бе. Чак! Пред пролеќе таму. Сликни ги у гужвата. Чак! Чак! И само кропче. Цак! Само кропче стави му. И кропни го и после ќе ја викнеш она од фото бимбо, таа. На свадбата 600 карти ќе ги прави. Така, знаеш? И она ќе ги најде стара лична карта, нова лична карта и таа само ќе ги така. Ајде, господи, 250 денари. Само она е навикната на оро да ги дава. Така најверојатно пред пролеќе треба да има и оро. И тоа. А и оро ќе играме ако треба, ќе извадиш лична карта. И оро ќе играш. И тоа се дешава. Ето, тоа. И тоа се случи. Ви реков дека сум саат време. А отидов у саат и пол. Па стана сите викаат, бе, не е тоа важно, важно е да пееме, да има музика. И што викам? И кој ќе земе награда? Па до награда ли ви дојде, бе? До тоа ли ви дојде, бе? Па дали гледаш надвор што се дешава, бе? Па до тоа ли ти... Па ги гледам ја, нашите пејачи, ја издаде новата песна и многу е весела. Па до весела песна ли ти, бе? До толку ли ти е весело ли ти е? Па нели гледаш надвор што се дешава, овие се запнати да се вратат на власт, ќе го вратат името, бе! Па јас со кој очи да се појавам у МВР утре за нови документи? Кај Деки, да му кажам, Деки, па нели гледаш што се дешава надвор, бе, ти за до награда ти дошла, бе, да. Па нели гледаш дека ЕВН ти наплаќа, читам на сметка, ти наплаќа пренос на струја. ЕВН наплаќа пренос на струја. Браво, бе, викам, бе, пренос, бе, па тебе тоа ти е работа да ми ја пренесеш струјата, бе, викам, бе. Зашто ми наплаќаш пренос на струја? Тоа вајда се вика кабел. Пиши го кабел.
Зашто ми наплаќаш пренос на струја? Демек тој доаѓа нокеска и у две ковички, на комарски се вика ковиче, и ги носи. Па кажи кога доаѓа, бакшиш да му остава. Па тоа исто ко да влезам у такси и он треба да ме пренесе до негде и да ми каже, пренос ми е 30 денари, иначе 150 денари ќе те кошта тоа. Зашто пренос на струјата ми даде? Гледате ли што се случува овде? Вие сега ќе ви кажам кој ги зиба наградите. Па за наградите. Наградата ќе ја земете. Кој сака да си чуе песна нова, песна стара, ќе ја најде за секунда на оваа фреквенција. Ако ја